Родителите кои што имаат деца со посебни потреби, максимално на овие родители треба да им се помогне. Стружанецот Ергин Борова, кој 27 години живее во Холандија, летово дојде во родниот крај за да преплива 13 километри во Охридското езеро од Охрид до Струга со една единствена мисија да ја пренесе неговата идеја за изградба на центар за деца со посебни потреби во Струга. Оваа благородна иницијатива долго време била присутна во него. Ние имаме внуче во фамилијата и неговите родители него максимално го одржуваат. Внучето има многу посебни потреби и гледам дека нивните можности да се адресираат до некоја институција се многу лимитирани во Македонија. Со други зборови, ние немаме баш некои институции или центри каде што се одржуваат и се негуваат деца со посебни потреби. И тоа што го нема, ние може самите да го изградиме. Ергин вели дека година и половина се подготвувал за овој негов подвиг. Веќе со обезбедени 15.000 евра од општина Струга било ветено дека ќе обезбедат локација за изградба на центарот кој ќе има двојна намера. Може да дојдат за дневен престој и за перманентен престој. Деца со дневен престој ќе дојдат за образование, а во перманентен престој ќе живеат фактички во групно живење 4 до 6 деца кои што имаат слични или пак различни, но сепак посебни потреби и кои што се потешки случаи каде што родителите веќе не се во состојба да ги одржуваат нивните деца. Борова се надава дека за многу бргу ова ќе ги промени животите на многу дечиња и нивните семејства. Од другата страна на езерото во Охрид пак десетина деца со атипичен развој. Ова лето за прв пат се запознаваа со тајните на пливањето преку специјално прилагодени часови за нив. Истите се спроведуваат напоредно со редовната школа за пливање. Имаме индивидуализиран пристап во зависност од дечињата, значи за сите различно работиме во зависност од нивните афинитети, во зависност од нивните физички предиспозиции. За тренерот Јовановски, работата со овие деца е професионален предизвик и за него. За сите нас се ова нешто ново, влегуваме во некој, да речам условно непознат свет, меѓутоа сега за сега добро се снаоѓаме и пливаме во него. Пливањето позитивно влијае врз психомоторниот развој на децата, велат дефектолозите. Односно го подобрува координацијата на движење на горни и долни екстремитети, го подобрува развојот и зацврстувањето на мускулатурата. Во суштина ја вклучува работата на двете хемисфери во мозокот, каде што може детето да напредува и да се развива, а со тоа да ги развива и когнитивните функции. Оние кои најмногу би напреднале планираат да ги вклучат во редовната школа. Во проектот Пливаме во синос се вклучени пливачкиот клуб Паква Спирит и Здруженијето во мојот свет. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.